Какво е чувството да се застане на планинските врвови? Дали ви дозволува да мислите дека сте го освоиле целиот свет или напротив, ве освојува и ви докажува колку мало делче од пространството на природата сте вие? Едно е сигурно, за алпинистите таа позиција значи и остварување на сонот. А својот сон на 23 октомври годинава го остварија членовите на македонската алпинистичка експедиција Ирина Дишовска и Лазо Миновски и се искачија на Ама Даблам, еден од врвовите на највисокиот планински масив на светот Хималаите, висок 6812 метри. Ирина се запиша меѓу храбрите жени кои застанале на атрактивниот врв, чие што име во превод значи мајчински гердан, а меѓу алпинистите е познат како Хималајскиот монструм. Тежината на неговото искачување е огромен предизвик и за жал останува неисполната желба и вечно почивалиште за илјадници кои досега искачувањето не го преживеале. Ирина Дишовска е родена на 31 јули 1991 година во Тетово. Од дете носи препознатлив темперамент и спортски дух кои ја водат низ сите сфери во животот, не само во спортските подвизи. Ова е населба Дреноец во Тетово, градот под Шара и куќата каде што Ирина Дишовска ги поминала незините детски денови. Ова до некаде можеби и ја објаснува незината љубов кон природата и планините. На 18 годишна возраст таа се сели во Скопје, главниот град каде што пред се студира, а подоцна, односно до ден денес, и работи. Вие сте на Ирина сосед, така? Да, сосед. Ја памтите ли како малечка, како дете? Како не. Супер, паметна, послушна, мирна и се. Заврши школа, добро, факултет. Си работа во Скопје, али се бави, заинтересирана е она за планинарење, била во странство. Љубовта кон природата и планините Ирина ја наследува од незините родители, кои редовно планинареле на Шара заедно со трите деца. Пред посериозно да се занимава со алпинизам, во детските денови тренирала карате и одбојка во родниот град, а членувала и во Љуботен, најстариот планинарски клуб во Македонија. Господја Вера, ви благодарам многу најнапред што на ваков начин не примивте во вашиот дом и вие сте уште еден доказ дека тетовска куќа е домакинска куќа, така е? Така, да. Ќе позборуваме за Ирина, како мајка, како ја доживувате вие? Какво дете беше? Како ви беше карактерот, темперамент? Па многу супер активна, ептем. Беше немирна? Па беше, со машки претежно затепаше, на фудбал играше од малечка, уште од малечка. Како машко, како брат да ми, а не сестра, реално. Ова што го прави и ова што животот нејзин си го живи, она се одлучила буквално и ние машки не можеме тоа да го правиме. Секогаш имаше време, све у покрет беше. Нон-стоп беше во покрет. Идеше и на хор, идеше на време и игра орна, не знам што беше тоа. Све идеше. Освен спортскиот дух и големата желба за планинарење, Ирина уште од малечка има уште една многу голема љубов. Особено задоволство се зборува за Ирина, девојче кое што е можно и успешно и мене ме радува што проникна во оваа средина, значи од малечка ја знам околу 10 години, кога дојде во хорот Лали да пее. Уште од тога видов дека тоа е надежно девојче, затоа што природата создава лидери, а она уште тој момент беше лидер во генерацијата. Ирина умееше во некои пригоди да ја реагира. Доста ќе рече, ќе свика, ајде сега ли. Значи, темпераментна е по природа, затоа и е таква. Некако не е темпераментна, нема тоа што го прави и што го гледаме да го прави. Но пак велам, многу и одговорна. Она е човек кој што умее тимски да работи. Иако со екстремен спорт се бави, Ирина е женствена во секој случај. Тоа го докажува и со обликувањето и со својата убавина. И еве би напомнал како еден инсерт на еден надпрвак кој бевме во Грачаница, она беше избрана за лепотица. Најубаво од сите? Најубаво од сите таму беше.
На 18 годишна возраст Ирина се сели во Скопје, каде студира на факултетот за безбедност при Универзитетот ФОН и правниот факултет на УКИМ. И денес живее и работи во главниот град, а се уште ги поседува авантуристичкиот дух, храброста, интересот кон екстремните спортови и активности под отворено небо, кои веќе не се незино хоби, туку начин на живот. Ова е пред се искрен другар, добар човек, тоа дека е храбра знаеме сите, ама има една карактеристика која што и јас знаат голем дел луѓе за неа, меѓутоа она е исто многу хуман човек. И е голем другар за тие што ги сака, е секогаш тука во секое време и е лојален другар. Има многу работи кои што ги правиме заедно, ама најчесто тоа се аутдор активности, затоа што и двете сме многу активни и многу ретко се случува да седнеме дома онака и да не правиме ништо, пошто некако не го можеме тоа и кога сме заедно, тоа е многу тешко. Ајде, сонце моје мало, ајде. Браво бе, тете. Браво бе, планинарчена тета, браво. Ирина доаѓа многу често, од кога добив синот, многу често доаѓа за тетова и многу се нераздвоени со малиот мој. Тој има нецели 3 години, сега во јануари 3 ќе прави, али многу ја сака. Го носи по планини, го зема со нејзе во Скопје, буквално по цела недела седи без проблем. Многу ја сака и многу сака со нејзе да биде. Кој е на посадок кај тете? Алексеј! Со куперче. Она што мене ме тера да бидам на планина, веројатно е чувството на слобода. Луѓето кои што ме знаат дека не го сакам многу градот, не ја сакам многу бучавата, градската бучава и пресуден момент кога сватив дека ќе се посветам на планините максимално и моето слободно време максимално ќе го посветам на планинарење, беше првата моја искачена планина надвор од Македонија. Всушност тоа беше Вихрен во Бугарија, во соседството, го искачев Вихрен во зимски услови преку Џамџиев рап и онака беше пресудно, сакав да ги видам и останатите. Реков, ако сега сум на Вихрен, можам да бидам и на Мусала, највисокиот на Балканот, можам да бидам и на Олимп. Триглав, Олимп, Матерхорн, Монтероса, Елбрус се само дел од врвовите на кои се искачи Дишовска досега. Дел од овие исклучително сериозни спортски подвизи не би биле возможни без нејзиниот алпинистички партнер и ментор Лазо Миновски. Алпинизмот представува комбинација од многу вештини и искуства. Стрмниот терен и големата височина можат да се совладаат единствено со експедициска група, каде тимот мора да функционира совршено, а задачите да бидат соодветно поделени. Секој член во тимот пред се треба добро да ја познава и да се грижи за опремата. Лаза пробува да се спакува, после самиот пуш, ја побрзо сум спакување. Нему поскоро му идем, но е педантен. Потребна е и подготвеност за аклиматизација, односно изложеност на екстремни температури. Не се спие, не 2 саца бајле, 4 нека не се спие од ветрот. Да видиме што не очекува надвор. Која е температурата? Грижата за тимските колеги е секогаш на прво место, вклучувајќи ги основните потреби, а и укажувањето на прва помош при евентуални незгоди. Макароните спремни, сега што се прави? Колбасички. Јас не сакам колбасички, Лазе сака, па ова за него го спремам. Се разбира, неизбежно е да се поседува сила и техники за качување на карпа и мраз, работа со јажиња и извлекување од глечер. Само да ви покажам што се случува овде. Моментот е да го избереш правото јаже. Thank you. Како се чувствувате, дечки? Во февруари годинава Ирина и Лазе се искачија на Килиманџаро како своевидна подготовка за последниот сериозен предизвик да се најдат на еден од хималајските врвови, екстремен, ризичен и суров, ама Даблам. Остварувањето на оваа цел подразбираше излез од комфорт зоната и 6-месечни интензивни подготовки, легнување пред 22 часот, станување пред 6, 2 пати или 3 пати тренирање дневно и дополнителна стручна помош. Ирина е во хороскоп лав и во приватен живот и на професионално поле лавица.
иако никогаш можда професионално не се занимавала со некој спорт како што не знам кошарка или некои надпревари по конкретни, она е вистински спортист. Незината дисциплина и начинот на кој таа тренира е многу редок да се види. Тоа се гледа кај многу успешни врвни спортисти. Ние во теретана вежбавме на издржливост, на исто така на подобрување на кондицијата. Имавме доста вежби кои вклучуваат качување на боксови, со килажи, јачење на самиот кор, исто така со тежина, затоа што Ирина не самото искачување треба да носи товар на себе, па тој товар да го издржи. Ние го јачавме целиот тој дел. Бестрашна е, позитивна, има многу енергија и се што прави не е тешко. Мислам дека првично затоа што го прави со љубов. Како се осеќате кога, например, ќе отиде на таков подвиг, како што беше сега, да ги искачи Хималаите? Абе, тоа е супер е. Мислим, тоа доживљај детето да ти биде, нели... На таков еден подвиг, да. Малку имаш брига, нели, на планина и пак е тоа, алпинизам е. Не помислувам никогаш на лошо ја. Секогаш чекам добри вести. И секогаш успеала она. Македонските алпинисти се најдоа на поедовната точка, односно во базниот камп на Хималаите на 10 октомври годинава. Нивното искачување се одвиваше во тешки временски услови со минусни температури, снег и силен ветер. Камп 1, 2 и 3 се позициите за одмор и обновување на силата потребна да се стигне до целта. Базен камп на Амадаблам под снег. Тука и така нема доволно воздух. Пумпањето на подметачите за овреќа за спиење е многу потешко. Do not try this at home. И сегаш ми пишува пораки одма, чим се случи нешто, како што, чим најде мрежа, доколку нема. Па најчесто ми пишува еден реферат, како било, што се случило и на крајот никогаш не заборава да пишете сакам. Јас лично бев многу загрижена за Нези и за Лазе, затоа што ние сме исто така и пријатели. Тоа е голем предизвик да што идат високи професионалци. Така да многу сум горда на Нези, многу. Ирина Дишовска и Лазо Миновски стапнаа на Амадаблам на 23 октомври, со што се запишаа меѓу успешните македонски спортисти кои оствариле ваков неверојатен голем спортски подвиг. Првата македонска експедиција на која ова и успеа беше алпинистичкиот тандем Илина Арсова и Илија Ристовски во 2011 година. Ирина е втората жена од Македонија што успеа да ја совлада насоката до врвот, која во просек има стрмнина од 70 до 90%, наместа е целосно вертикална и по целата должина е екстремно технички комплицирана. Само што се разминавме со една група швајцарци, го откажаа искачувањето они поради големи снегови. Лаки? Што Лаки е? Лаки е разочаран. Да не идеме на ваков снег. Let's go, Ирина. The Iron Lady. Let's go. Како е, Лаки? Профи. Ова се последните неколку метри пред врвот на Амадаблам. Честитки за нас. Поздрав до вас. Конечно успеавме. А за малце немаше. Малце плаче, ама нема. Преди да на Хималаите и купив еден дневник, викам, слушај, запишувај го секој момент, секоја емоција, затоа што не може секој тоа да го доживее на тој начин. И вистина е дека на патот до врвот доживувања има многу. Ирина и Лазе веројатно уште долго ќе ги прераскажуваат искуствата кои будат различен спектар на емоции, а во моментов едно од најинтересните прашања е: кој планински врв е запишан на крајот од дневникот, како следна дестинација која чека да биде освоена?